Председателе, почитувани колеги пратеници, барем од власта, барем тие што останавте да слушате во однос на она што треба да се дискутира тука на седницата. Еве, сега е 21 часот и некоја минута, или 22. Ние имаме што да кажеме на ова точка на дневен ред и затоа се пријавивме сите да зборуваме, но гледаме дека од страна на владачкото мнозинство нема интерес ниту да се слуша она што имаме да го кажеме, а камоли да се земе збор и да ги спротиставиме аргументите, да ги спротиставиме мислењата и да видиме кој на вистина ја зборува вистината за во однос на предложените кандидати за уставни суди и во однос на процедурата како тие предложени кандидати стигнаа на оваа седница, да речем маратонска, за да се дискутира за нив. Да почнеме од почеток. Јас ќе кажам дека овој процес од почеток е тргнат така како што не треба. Тргнат е со наследна промена претходно на членот на комисијата, па понатака комисијата е почната од претходната година, за да стигнеме ете после една година, комисијата се уште да не е завршена, се уште да не се поминати тие 3 предлози за уставни суди и така парцијално да стигнат до нас само 20. Надвор од сите процедури, надвор од деловник, надвор од устав, надвор од се, затоа што некому најверојатно му се брза. Но за тоа треба да се поразмисли председателката на Комисијата за избори и именувања како без извештај овие 20 кандидати од тројцата што требаше да стигнат тука, стигнале. Затоа што ќе дојде еден ден кога за сето ова дивење од страна на владачкото мнозинство ќе треба да се сноси одговорност. Може би сега сте комотни затоа што сте на власт, па тоа не допира до вас, сте многу силни, па нема да мислите дека да дојде до тоа, но верувајте дека ќе дојде. Не останал никој неказнат. За секој ќе стигне тоа што го заслужил. Понатака ќе кажам во однос на комисиската расправа, предлогот на нашата пратеничка група беше да овие кандидати кои што беа предложени и од владачкото мнозинство и од нас како опозиција, беа вкупно 9, да дојдат, да се представат пред нас, да видиме кои се кандидатите, што имаат да кажат за тоа како ќе работат во Уставниот суд, да го видиме нивното излагање, па според тоа може би ќе имавме нешто да продискутираме со нив, па понатака и да гласаме за луѓе. Ние гласаме за луѓе кои што не ги познаваме, не дојдоа тука, не удостоија со нивното присуство, да се презентираат пред нас како пратеници, па затоа што на крај на денот ние сме тие што треба да ги изгласаме или да не ги гласаме тие луѓе, но ниту тоа не го направија. Но што да кажам повеќе кога пред известно време, пред една година или повеќе, истото се случуваше и при изборот на Добрила Кацарска за уставен судија и тогаш истото вакво сценарио беше со маратонски седници, само да се протурка и да се избере Добрила Кацарска за уставен судија по секоја цена, за понатака за краток период Добрила Кацарска да стане и председател на Уставниот суд кој треба да ја заштити мафијата во оваа држава и гледаме дека ја заштитува мафијата,
а председателското место на Уставниот суд го доби затоа што претходно ги испорача сите пресуди што власта ги имаше против тие што различно размислуваат од власта и на крај го доби тоа председателско место на Уставен суд, па сега понатака треба Уставниот суд да го надополните со други партиски кадри кои што ќе се водат од некој центар, а знаеме кој е тој центар е Зоран Заев и од него произлегуваат и овие кандидати сега што ги гледаме, затоа што и барем едниот од кандидатите, Тања Васич Бозаджиева, која што била, нели сите знаеме како стигнала до тоа да е кандидат за уставен судија. Околу кандидатите кои што сега се предложени, Фатмир Скендер и Тања Васич Бозаджиева, нели, требаше да главен услов за да стане некој кандидат за уставен судија е тоа да е истакнат правник. Од она што може да се прочита од биографијата на овие два кандидати, јас можеби не сум компетентен да одлучувам за тоа дали некој е истакнат правник или не, меѓутоа од она што го можам да го видам, можам да заклучам дека ниту еден од овие два кандидати тој услов не го исполнува, според она што можам да го прочитам во биографијата, затоа што од она што го прочитав за кандидатот Фатмир Скендер е дека работел во Републичката геодетска управа во одделение за премер и катастар Дебар. Јас од моето познавање како работи Агенцијата за катастар на недвижности и одделенијата за премер и катастар, и бидејќи сум магистер од областа од техничките науки од областа на геодезијата и сум баш вклучен во работата на Агенцијата за катастар на недвижности и точно знам со какви предмети почитуваниот Фатмир Скендер се соочувал пред неговата работа и какви и дали се тие доволен критериум за да дојдеме до предлог да биде за уставен судија. Јас немам никакви дилеми околу тоа дали бил турчин, албанец, дали бил македонец, тој што е кандидат за уставен судија. Важно е да е стручен и компетентен за тоа што треба да го работи понатака од кога ќе стани член на Уставниот суд. И она што е најважно е да е независен при неговата работа. Може би тоа што станал граѓански судија во апелациониот суд во Скопје може да му се смета како може би, ето да речам, достигнување блиску до тоа што треба да е истакнат правник во дел, барем се соочувал со работа околу правото. А за Тања Васич не знам што да кажам, бидејќи од она што го видов во нејзината биографија, што го прочитав, работната кариера е започнува во Министерството за финансии, каде што во 1998 година до 2001 година и работела во областа за јавни набавки, меѓународни финансии и реформа на јавна администрација. Ниту едно од ова што Тања Васич се соочувала при низините работни обврски нема никаква допирна точка со она што сега треба да го работи. Може би Тања Васич тоа што стана кандидат го условот за да стане кандидат за уставен судија го исполнила некаде на друго место, а знаеме каде е тоа место. Понатака преминала во Министерството за здравство, па била советник на министерот, па и ги знаеме тие релации понатака, и затоа кажав на почетокот дека барем овој кандидат, целата македонска јавност е сигурна дека е кандидат на Зоран Заев и дека Зоран Заев понатака се инсталира уште еден член во Уставниот суд. Но сето ова незаконско работење, незаконско носење и незаконско изгласување на уставните судии ќе остави
можност сето тоа